овој момент ја стартуваме нашата утринска тема. Денеска малку повеќе за жал една неубава ситуација или неубава медицинска состојба која што за жал е се поприсутна и во нашата земја. Ќе зборуваме за карциномите и последиците кои што ги оставаат. Меѓутоа ќе дадеме една светла точка во целата оваа ситуација, бидејќи Сашка Кузманова, која што ја открив минатата недела, навистина ми даде светла точка во тој темен тунел кој што за жал го живеат многумина луѓе во нашата Македонија. Сашка Кузманова изработува перики од природно влакно кој што ги донира за жените кои што се болни од рак. Меѓутоа како онколошките пациенти ги прифаќаат истите, за оваа проблематика малку од другата страна, од медицински аспект ќе ни зборува доктор Даниела Поповска, која што инаку е специјалист онколог. Доктор Даниела и Сашка, ве поздравувам ова утро и ви посакувам топло добре дојде во нашата утринска на Телма. Добро утро и на вас. Драго ми е што сега зад камерите си ги споделивте нели и контактите и ќе си ги проширите хоризонтите. Верувам дека дополнително ќе ве очекува заедничка работа. Сашка, навистина аплауз и браво за она што го правиш изминативе 2 години ми сподели. Како започна твојата приказна, како започна сето тоа со правење на перики кои што се од природно влакно, па сите тие да стигнат до оние на кои што навистина им се најпотребни во нашата земја. Јасно. Вака, значи јас долги години се занимавам со хуманитарна работа и секојдневието, значи почнав секојдневно да се соочувам со лица кои што се заболени од карцином. Почнав, значи, да гледам личности кои што се заболени од карцином, кои што немаат средства како да купат перики. Почнав да барам таа тематика дали постои во Македонија, таква гранка дали постои во Македонија. Такво нешто за жал кај нас не постоеше. Па почнав да барам надвор од Македонија, кој изработува, како изработува, значи за некој да ме обучи мене, за јас да можам тоа да го донесам кај нас во Македонија. Случајно, под некој случајен избор, најдов на една женичка која што е од Австралија, која што ме обучи. Стапи во контакт со неизе, ме обучи, ми го даде целосното неизино знаење и тоа беше моментот на кризата, ковид кризата кај нас, па учев онлайн, така да после година и пол, значи бев спремна више за изработка на тие перики. И сега веќе тоа е твојата примерна професија. Што значи тоа, колку временски период ти е потребен за да изработиш една перика? Јас во петокот кога разговаравме те замолив ако можеш да донесеш, меѓутоа велиш веќе онаа која што ја направив е испратена и донирана. Тоа значи дека процесот е малку подолг? Да, процесот е многу макотрпен. Една перика се изработува од 7 до 9 или 11 трепа во зависност од густината на косата и се изработува од прилика од 21 до 31 ден. Значи тоа е многу долг временски период и секоја перика се изработува по мерки. Така да, значи, јас земам мерка од пример тој пациент, како ја земам, значи, таа мерка, како ја изработувам, значи, одма веднаш ја давам. Поради тоа што тие пациенти не можат да чекаат. Значи, сака да се видат нели со перика и морам да ја дадам. Ајде малку за тоа како онколошките пациенти, доктор Данила, ги прифаќаат периките, меѓутоа пред малку претходно некој вовед да дадеме. За жал споменавме дека постојано сте во амбуланта и дека имате многу работа, односно за жал карциномите и тоа како присутни во нашата земја. Каква е состојбата во моментот, вака што би споделиле? Па вака, прво да ви кажам благодарам за поканата, што не е октомври, а пак зборуваме за ова, зашто треба да зборуваме постојано, гласно, за да се направи никаква разлика, за да влијае на луѓето, за да одат на превентивни прегледи, зашто тие, повторно ќе кажам, спасуваат живот. Како што многу пати сум кажала, не се, како што велам, не се розови бројките, не се розови сликите во Македонија, меѓутоа Македонија го следи светскиот тренд на пораст на бројот на нови случаи со карцином, вклучително и карцином на дојка. Статистиките во Америка, кога сакаме да слушаме бројки, се дека на секои 4 секунди умира по некоја пациентка од карцином на дојка. Секоја 8 жена заболува од карцином на дојка. Затоа велам, треба да се зборува гласно, треба да се зборува постојано за да можеме нешто да смениме. Во ран стадиум, кога е детектиран карциномот на дојка, се лекува.
Да, за жал ги следиме светските трендови. Тоа и не е некој нели факт со кој што треба да се пофалиме како земја, но реалноста е таа и треба нели да се соочиме со истата. Голем дел од пациентите нели во фазата на лекување применуваат на хемотерапија. Една од последиците на хемотерапијата е нели губењето на косата. Што потоа во процесот на адаптација, еве конкретно имаме Сашка изработува перики, меѓутоа претходно овие се од природно влакно, претходно веројатно и нели во зависност од изборот на пациентите или можностите можат да носат и перики кои што се од вештачко влакно. Меѓутоа, што тоа значи во процесот на прифаќање на самите пациенти? За да дојдеме до хемотерапија, односно колку порано се детектира карциномот на дојка, повторно се враќаме нели на првата претходната прашање, да речам, толку порано би бил детектиран карциномот и потребата за хемотерапија не би се избегнала. Значи, превентивната хемотерапија, ние ја викаме адјувантна, се дава кај пациентки после оперативен третман, меѓутоа некај секој, значи, зависно од возраста, зависно од стадиумот, зависно од останатите карактеристики на туморот. Алопецијата кај пациентките кои што примаат хемотерапија, значи паѓањето на коса, не е трајно. Е минливо, променливо и се случува само додека пациентите примаат хемотерапија. Започнува 2 до 3 недели од почетокот на примањето, односно од првата хемотерапија. Кај некои пациенти се случува веднаш опаѓање на косата, кај некои постепено, дел по дел, до втората веќе ќе падне целосно косата. Со секоја апликација, секоја примање на хемотерапија и она малку што почнува измеѓу два циклуси на хемо да расте, како коса нели повторно паѓа. Меѓутоа ќе речам, не е траен процес, минлив процес е. За било која жена и за било кој човек, значи промената да се види себе си, прво со одстранета дојка оперирана, во состојба која што не била претходно со коса која што нели паѓа или ја нема, е секако голема траума, голем психолошки проблем на кој што треба да се работи. И ние работиме како онколози, не е доволно, имаме психолози исто така кои што се вклучуваат и треба да работат со пациентките. И на секоја пациентка моја кажувам дека не е ниту срамно, нити е стигма сега да се зборува за проблемот. Не само со блиските, секако со стручно лице, зашто подобро и побрзо да се надмине тој процес. Пациентките секоја како се доживува себе си, некоја може да земе турбан, да стави марама, значи зависно од нивната потреба и нивната желба, не мора да значи дека мора да носат перика. Перики има нели еве од природно влакно. Ја поздравувам Сашка секоја чест за незината иницијатива да прави нешто хумано и да влие врз да се подигне свеста кај нас во нашата околина и во нашата земја. Меѓутоа не секој може да си дозволи до претходно пред да некој изработува волонтерски, не може секој да си дозволи од природно влакно, така да можат сосема истата работа ја вршат и периките од вештачко влакно. Значи поентата е односно која е целта за користењето на перики, што полесно секоја пациентка да го помине тој процес. Да го преброди. И да го преброди, да. Сашка, верувам дека те контактираат голем дел од луѓето. Периките прочитав дека ги имаш донирано насекаде во Македонија. Тоа зборува веројатно за присутноста на карциномите насекаде низ Македонија. Да. Многу е застапен, значи премногу, жално, бројките се секојдневно се зголемуваат од ден на ден. Од ден на ден добивам повици, значи од цела Македонија. Таа им беше целта, значи пациентките, периките да бидат донирани за нашите пациенти во Република Македонија. Мада добив повеќе од женичка од Србија, но за сега значи се фокусирам тука во Македонија. Во Македонија. Која е процедурата, затоа што верувам дека има луѓе кои што ќе бидат заинтересирани да ги донираат своите нели коси, своето влакно со цел нели да се изработи перика. Како можат да те контактираат и колку е тоа возможна процедура? Колку секојдневно добиваш повици или како еве да знаат жените, дамите, па има и мажи кои што имаат долги коси, а ако им се квалитетни, може да ги донираат на вистинско место. Јас од кога почнав, значи
контактирав со многу фризерски салони, исто соработувам со многу фризерски салони, така да можат да појдат во најблискиот фризерски салон, да ја шишаат својата коса. Косата треба да биде врзана во реп по 25 см нагоре. И слободно може да ме контактираат на мојот Facebook профил во секое време, значи ќе му вратам на пораката, ќе се договориме, ќе се превземе без разлика каде во Македонија, значи косата пристигнува кај мене во Кавадарци. Велиш, има и жени кои што веќе ги користеле и нели здравје, ако веќе не им треба, што би било многу добра работа, ако го победат карциномот, може да ги вратат и повторно да ги донираат. Колку имаш соработка со клиниката за онкологија во нашата земја? Јасно, на почетокот кога почнав, значи јас отидов кај директорот на онкологија, контактирав, оставив мои визит карти, имам донирано 2 перики таму кај пациентки кои што се на онкологија, но за сега пред нова година ќе има донација од 10 перики таму, така да значи соработката наша продолжува. Се за повеќе насмевки. Апсолутно. Верувам дека тој, доктор Данила, споменавте вие, првичниот момент на себе прифаќање, нели, со новиот изглед на жените е многу клучен и верувам дека таа психичка состојба е особено важна во победата веројатно на целата ситуација или борба со карциномот. Секако, значи колку повеќе се прифаќа самата себе си, колку свеќа дека тоа е работа која што може да се надмине, да се излечи, толку поголем успех имаме. Не е само докторот кој што ја лечи таа работа. Докторот ја води пациентката низ целиот процес, кажува насоки што би требало да се прави, кој чекор да се преземе, меѓутоа заеднички процес е во кој е вклучен и пациентот. Ние имаме заеднички однос, заедничка соработка. Сачка, велиш дека веќе и обучуваш луѓе, сама си во сето ова од пред 2 години или веќе имаш тим со кој што Да, почнав сама. Можеш нели да работиш со оглед на обемноста која што како работа би ја имала во нашата земја, затоа што ги споменавме бројките кои што за жал не се за пофалба, но од друга страна пак се реалноста или секојдневието во нашата земја. За жал се поголем број на пациенти со карциноми насекаде во Македонија. Јасно. Почнав сама, на почетокот почнав сама. После тоа земав 5 девојки кои што требаше да ги обучувам, значи од кои што 2 остана, 3, значи си замина. Значи оваа работа, како што кажав на почетокот, стварно макотрпна. Треба значи многу јаки нерви. Така да значи од тие 5-3 се откажа, 2 остана, за сега сме само ние. Може ли накусо да ми го опишеш процесот? Еве ќе добиеш донирана коса. Го споминавме долгиот период на изработка на периката, меѓутоа не можам да замислам како тоа изгледа. Како ја добијам косата, значи јас ја ставам во стерилизатор. Косата мора да се стерилизира. Периката се состои од 2 дела, значи темето и позади делот со ленти. Значи така и се прави, значи целосната перика. Јас ја шијам на капа, како и сите нели перики, и се изработува значи влакно по влакно. Затоа значи одзема толку многу време. Затоа е макотрпен процес. Да, веројатно беше испишано и долу на екранот луѓето кои што сакаат да донираат коса, да те контактираат тебе, Сашка Кузманова, на Facebook твојата страна, и се надевам дека со денешната емисија навистина ќе поттикнеме интерес кај граѓаните да можат и тие да направат едно хумано дело. Доктор Данила, кој би бил вашиот совет за крај, со оглед на тоа што споменавме и пред малку дека кога целата оваа ситуација би се открила во рана фаза, навистина постои решение или добивање на борбата со карциномите. Меѓутоа, кога е веќе доцна фаза, навистина луѓето треба да бидат свесни за нели. Кога е доцна фаза, нели, се трудиме да ја претвориме во хронична болест, да одржиме еден нормален квалитет и нормално функционирање на пациентот. Меѓутоа не можеме секогаш да речеме дека станува збор за излекување. Во рана фаза уште еднаш ќе кажам карциномот се лекува. Затоа апелирам до сите жени, до сите девојки, жени да си прават редовни прво само прегледи, потоа над 40 година ехо и мамографски прегледи на секои 2 години. Значи тоа се скрининг прегледите кои што се однесуваат на сите. Оние кои што имаат ризик, имаат член во семејството кој што бил болен од карцином на дојка, тие прегледи треба да ги почне порано. Статистиката или медицината вели 10 години порано од возраста кога членот од семејството е дијагностициран.
Значи, ехото на дојка е еден неинвазивен преглед кој што нема зрачење и може да се прави од најрана возраст, значи од 20 години, може да се прави и кај бремени жени, додека мамографијата се препорачува, значи, на 40-та повторно ќе повторам, или кај оние кои што имаат семејно оптоварување над 35-та, односно 37-та година. Пациентките односно жените кои што имаат густи дојки, треба да прават не само мамографија, можеби и томоцентеза или магнетна дојки, зависно од тоа каков е претходниот наот и дали имаат некаков проблем со градите. И секогаш да нагласам, само прегледот треба да биде по завршување на менструалниот циклус, за да не дојде до забуна дека нешто се случува, да се исплашат жените, затоа што самиот менструален циклус може да даде нормални промени во дојката. И само за крај, со оглед на сето ова што го споменавте, но и со оглед на тоа што секојдневно имате многу работа, како што кажавте, имаме ли покренување на свесноста изминативе години? Многу се зборува во месец октомври, но велите треба постојано и ние се обидуваме тоа постојано да го зборуваме во медиумите. Меѓутоа, секојдневието вели нешто друго. За жал не можам да речам дека имаме покренување, затоа што се уште не достига реален и правилен скрининг на населението, или пак е запоставен периодов. Повторно затоа постојано зборувам и нагласувам дека самосвесноста треба малку да се подигне, па така би го надоместиле она што недостасува, и навремено да се планираат и закажуваат прегледите, за да има термини, инаку знаеме дека со термините имаме проблем. Меѓутоа, затоа реков навремено да се планира, секоја жена може да си одвои половина час од своето време да отиде на преглед, кој што ќе биде на 1 или на 2 години, зависно од потребата, исто како што оди на фризер, како што оди или на козметичар, значи не станува збор за немање време, а сите потоа одиме на тоа дека нема време да отидам, нема време да направам и нема време за себе. Значи ќе речам, сите треба да сватат дека здравието ќе го имаме ако го чуваме. Така. И тоа треба да е на прво место и за здравието секогаш треба да најдеме време. Да. Доктор Даниела, ви благодарам многу за овие убави и корисни совети. Сашка, посебен поздрав и за тебе и благодарност што утринава ни дојде од Кавадарци. Како емисија ќе бидеме понатаму тука да те поддржуваме и се надевам дека твојата приказна утрово допре до многумина. Уште еднаш да потенцираме дека Сашка Кузманова можете да ја лоцирате на Facebook и токму таму доколку сте заинтересирани да ја донирате вашата природна коса, со цел да се изработи перика која што ќе биде донирана за некоја жена која што е за жал болна од рак, тоа можете да го направите токму преку Сашка. Ви благодарам многу, ви посакувам убав ден. Благодариме.